Апсите новинар бе, што ви е на вас? Абе, пустила бе! Што правите бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епи ветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, Македонија сум бил. Добро вечер и во ова четврточно издание на прашањето ми е следно. Како и минатиот пат и денес, иако најавивме дека емисиите ќе се водат, ќе бидат во среда, повторно и денес во четврток. Како што можете да видите од најавата, денешен вечерашен гостин е претседателот на президиумот на Левица, господинот Димитар Апасиев. Апасиев, добро вечер. Другарот. Другар Апасиев, добро вечер. Да почнам од почетокот, од она што највеќе ги интересираше оние кои што не читаат, кои што не следат. Добре. А тоа е прашањето кое што го поставија многумина на социјални мрежи. Или ќе речам прашањето ми е следно. Мислите ли дека бевте заведени во периодот на шарената револуција од Зоран Заев, од СДСМ, од лажните вести кои што ги пласира, од лажните информации кои што ги пласира преку така наречените бомби и така наречената вистина за Македонија? Па видите, јас сум човек кој во принцип не се кае за своите одлуки, бидејќи пред да донесам одлука поприлично анализирам. Таков сум и во приватниот живот и во политиката. Ако ме прашувате дали се кајам што учествував, не се кајам, бидејќи како млади луѓе протестиравме, верувам дека и повеќето, против еден дисфункционален, корумпиран систем кој што Прибе го објасни како заробена држава, за да денес прогресира во хибриден режим на Заев. Она што мене од оваа временска дистанца ме иритира кај шарената револуција, како е учесник во неа, е тоа што таа според мене не беше предавничка, туку беше предадена. Беше предадена баш од Социјалдемократскиот сојуз и од кликата на шутите и рогатите собрани околу Заев. Значи, тие што ги гласа народот за да ги казнат, овие против кои протестиравме, тие ги амнестираа и ги прибраа кај нив. И сега има кај овие комуњарски ботови кога не обвинуваат дека Левица е ВМРО, и видете сега кои обвинуваат. Оние кои го прибраа министерот за смрт, Никола Тодоров, Спиро Ристевски, Пешевски, Миновски, Мизо Самак, Митко Синалко, Кочо Ангјушев, Филипче контрапленумецот, Мијалков, Муковски, значи ги зема сите оние перјаници на режимот кај нив, а пак е Левица ВМРО, ме разбирате? Меѓутоа, ние сме прилично агилни во борбата против таквите пропагандни ботови и не можат крајот да не го фатат и затоа се толку, бидејќи мислат дека ќе бидеме инертни во нападите, меѓутоа ние не, напротив, фронтално влегуваме во нивните напади. Другиот пункт на шарена револуција е тоа што тука се сменија само маските, ама не и улогите. Значи, има една позната изрека дека револуцијата ги јаде своите деца. Напротив, во случајот на шарена револуција е обратно. Децата ја изедоа револуцијата. Значи, шлајмот на новата бирократија се појави веднаш после вие бевте дел од таа револуција. Вие не сте тој кој што ја јадеше револуцијата. Пазете, вие бевте и вработен во СЈО, односно бевте советник во СЈО, да.
Значи, во СЈО, сега прашањето е ако одиме на СЈО или да се задржиме Ќе се држиме ново, па ќе се Шарена, префалиме на СЕО, да. Значи, ниту еден од нашите соборци, ако добро анализирате, левичарите зборувам, освен Бранимир Јовановиќ кој се шитна за функција, му беше советник на Тевдовски, не доби бенефит од Шарена револуција. Ако се сеќавате, дури нашите беа судени единствените против кои се водеше процес, ако се сеќавате за палењето на канцеларијата на Георги Иванов. Да. Се уште мислам дека се води. Веќе дел од тие луѓе не се во левица, бидејќи знаете, ние имавме внатре-партиски раскол, Да. пред да станам јас председател. Меѓутоа, најголемиот стап, условно кажано, го кркаа токму левичарите. А левичарите не добија функции, бидејќи ние, кога ни беше понудено од ЗАЕВ да пристапиме кон таа коалиција предизборна нивна, ние одбивме да пристапиме. Значи, ние бевме во фаза на преговори, ни беа понудени и одредени функции, меѓутоа нашата идеологија, левичарска, поради која и правиме партија, е дури да се направи измена во изборниот законник и да не може политичка партија да коалицира предизборно. Постизборно да, за да се направи влада, да има стабилно некоја државна стабилност, меѓутоа пред избори секој треба да видиме колку теши. Бидејќи видите во вакви коалиции каде што имате 20-30 партии, вие не знаете реално кој колку тежи. Ја тврдам и бидејќи знам од прва рака дека дел од тие партии постојат само на хартија. Например, СДС им позајмува членови на нивните за да им ги пререгистрира, ДПМН им позајмува на овие нивниве за да ги пререгистрира. На таков принцип работат, бидејќи ако отидат сами на избори, дел од тие нема да освојат ни 2-3 гласови. Ние напротив одиме сами на избори, значи и тогаш ни велеа го ситните отпорот ово оно, меѓутоа тогаш не стигнеме до ситнењето на отпорот и да влеземе. И до таа реторика, но од Шарената револуција морам да се префрлам на СЕО. Шарената револуција помеѓу другото беше револуција во која што бараше правда, односно велеше дека нема правда, дека нема мир. Го начнав претходно прашањето, како бевте ангажиран од СЕО? Како дојде до ситуација вие да бидете ангажиран од СЕО? Па видете, јас во фелата и покрај пукањето сега како политичар, во фелата вредам. Сега да немам лажна скромност, луѓето кои се занимаваат со професионално со право знаат колку вредам. Сега јас имав неколку ангажмани. Еднаш улетав да заменам една професорка на Академија за судии, држев некои вежби, таму имам професионални контакти со дел од вработените во обвинителите кои беа во СЈО и преку еден професор кој исто така ме препорачал да баш за тоа што им требаше во тој момент и така влегов. Значи они ме побараа во тоа време, значи нашата кауза беше дека се бориме против кримосите, значи можам да заклучам мафијата. Дека од денешен аспект се каете што сте биле дел од таа институција? Не, ви кажав, не се каам скоро за ништо во животот. А знаете дека има рекет дека КТС се злоупотребува нејзината функција? Апсолутно не. Видете, СЈО постоеше колку 4-5 години. Јас бев ангажиран во првите месеци кога се основаа тимовите, значи бев ангажиран 6 месеци само, пола година. И тоа, после тие 6 месеци, јас бев единствениот кој си даде отказ практично, односно се повлече, бидејќи почнав активно да се бавам со политика. Јас во животот се раководам од принципи. Оние кои ме знаат дека правила може би кршам, гледате правила за бонтон и однесување и слично, јас ги кршам, не ми е проблем, меѓутоа принципи не кршам. Еден од принципите ми е дека активизам, кога бевме и ленкаши во Ленка и слично, активизам работам за безпари. Значи јас имам томови тужби напишано за безпари на луѓе кои имале потреба, на работници, стечајци и слично. Меѓутоа струка работам за пари затоа што од тоа живеам. Значи јас не сум арабаџија, јас на крајот на криштата ако сакаме да вулгаризираме како интелектуалец продавам памет. Сум вложил децении образование, пари сум вложил во тоа образование, зборам за правно образование, до ден денес враќам кредит за докторат и слично. И секој мој ангажман соодветно го наплаќам, така е и за хонорарот во СЈО. Како советник, консултант, што сум го работел претходно, работел со синдикати, со здружение на граѓани, со приватни фирми, додека бев невработен, од тоа се издржава. Така што активизам работам за безпари, додека професионално работам за пари, затоа што тоа што го работам, од тоа се издржавам. Јас не сум корумпиран
политичар, да имам фирми, да имам други извори на приходи, живеам од мојот труд, што во случајов да е интелектуален труд. Морам да ја не копам, ме разбирате да е физички, меѓутоа е интелектуален труд. Сега во поглед на ангажманот, што често е и овој портпаролов Коки син мајкин, гледам многу го актуализира, значи јас бев ангажиран на цивилно правни прашања. Еве да ви објаснам по пластично што значи тоа. Например, ти кажуваат, имаме потреба од истражување компаративно на антимафијашко законодавство. Пример, Италија, конвенции, ме сваѓате, значи европска регулатива. Ти даваат рок, например, 1 месец да не истражиш за тоа. Тоа беа моите, значи јас не водев предмети, бидејќи немам по нашиот закон, има една анегдота, ако смеам да ја кажам, кога се пушти новинарска патка некој од ботовите, дека наводно ме спремале за да бидам обвинител сега кога го носеа законот. Во законот во предлог законот стоеше дека обвинител може да биде и професор по право. И они, мислејќи дека стварно и мене ме местат за обвинител, го тргнаа тоа професор по право, мислејќи дека мене ме местат. Се плашат да не влезе. Да. Пошто им се заканивте на Facebook, му се заканивте на Заев дека Видете, јас тогаш влегов, па и сега влегом како политичар, комплетно антимафијашки, бидејќи таква нарав сум неподмитлив. Мој идол во политика е Робеспиер, кој го имал прекарот неподмитливиот, ме разбирате. И од тука може би доаѓа и мојата храброст да се спротивставам, затоа што мене единствено зошто не му се да ми наместат. Зашто денес не му се спротивставувате на Заев онака како што му се спротивставувавте на Груевски? Не, се спротивставуваме, дури и пожестоко се спротивставуваме. Имавме ни едно прашање. Имавме едно прашање до вас. Зашто сега не излезете на протести? Тогаш ни одговоривте дека нема причина. Еве сега има причина. Да, имаше има повеќе причини сега. Сега излеговме, ако се сеќавате. Значи за секој протести тоа е некои циклуси политолошки, веројатно вие повеќе знаете бидејќи сте политолог. Значи кога беше шарена револуција, бидејќи ние контактираме со левичарски организации од Балканот и од секаде, од Шпанија, Италија, цела Европа, тогаш имавме албански другари и ги прашуваме како е во Албанија, вика свака ви час вас у Македонија, у Албанија уште 100 години нема да има протести вака. За да сега, еве 3 години после тоа, 4, видете во Албанија, тие беа пред корона кризава на рапна граѓанска војна, малтене од протести, ме разбирате. Според некои мои апроксимативни вака проценки на циклуси од 3-4 години има тригер за протести. Значи не е протестот ларпурлатистички во смисла протест заради протест. Да, имаше, кога беше шарена револуција, имаше сенс за протести, бидејќи многу и независни луѓе излегуваа, затоа што дел од бомбите сега дознаваме дека биле штимани, баш, вадени од контекст, дури сега ние ги дознаваме, бидејќи тогаш, кога беа презентирани, беа навистина правени да, особено за она со Мартин Нешковски, кога и почна, во суштина, кога беа првите апсења и наши другари беа апсени. Значи, после такви циклуси има тригер кој што прави. Следно беше бойкотиран после шарена револуција, значи кога овие удрија со специјалци ви текнува, тоа да го правеше времето на Груевски, ќе беше пиштење вриштење, ме разбирате. Меѓутоа, јас, мојата политолошка теза е дека заевизмот под фасадата е многу поопасен, он е суптилен, посуптилен за разлика од груевизмот кој беше потака силеџиски, овој е посуптилен, но е многу поопасен, затоа што нема отпор од интелектуалците. Значи вториот тригер беше кај бойкотирам и сега третиот е бугарското. Да. Значи јас уште тогаш пред некој месец бидејќи и не сакам многу да давам интервју, бидејќи сега сум посветен на новата работа како пратеник, кажав дека прашањето со Бугарија има капацитет да мобилизира и тоа се покажува. Гледате, за прв пат на Заев му рипна цела опозиција. Оваа блокада на деловникот не е случајна, таа е синхронизирана баш поради нашите сознанија дека предавството на Заев требаше да се циркулира, тоест да помине преку оваа преку шемата со деловникот за да може да се гласате од спална, и да го протуркаат. Значи таму ги блокиравме. Видете, за прв пат имате ману да стане, што не беше случај со преспанскиот. Имаше Бранко јавление и Бранко се јави. Бранко, тоа е многу голем удар за внатре. Значи они кажуваат Бранко е историја, Бранко може вака да им го мобилизира полот членство.
Така што им рипна МПЦ, УКИМ за прв пат, така што они видеа дека ова е too much и дигнаа рачна според мене. Така што ова прашање, ако продолжат да го туркаат идиотски, мислам дека има тригер за вадење луѓе на улица и ќе видиме како ќе се развиваат работите. Значи, ние не се ограничуваме само на парламентарно или само на ВОМ. Не, ние ги комбинираме за да извлечеме бенефит за општото добро. Во случај кога ќе процениме дека има тригер за протести, ние би се приклучиле на такви. И сега пред 2 недели имаше. Да, бевте на протестите. Го споменавте Груевски и груевизмот поточно во неколку наврати сега. Од денешен аспект кој е поголем или кој е диктатора, кој не е диктаторот, Груевски или Заев? И еве да бидам по-конкретен во прашањето. Би нашли денес заеднички јазик со Груевски? Не знам каков мислите заеднички. Вака ако ги анализирам сега политички од дистанца, мислам дека Груевски направи тактички грешки, 2 според мене, кои го чинеа она што го чинеа, да, кариера. Значи, првото нешто е тоа што не го уапси Заев веднаш после првите бомби. Имаше правен основ за тоа и кога спиел Заев во Бихачка, бидејќи знаел што прави, знаел дека може да биде уапсен за тоа. Значи тоа му е првата грешка и го потцени, мислам дека го потцени. Ако се сеќавате во тие снимки кои процурија кога Заев пукаше бомби, паралелно ако ви текнува Заев, тоест Груевски идеше на прес и објави дека под пим мерки кои што го следеле, му дошол овој во кабинетот и нели процурија тие снимки. No. Ако го гледате ставот, Заев беше стутулен, така некако, а овој беше отмен, дека како да држи ситуацијата под контрол. Мислам дека малку преголемата самодоверба после 10 години власт. Па не би рекол, Пасиев не би рекол дека е самодоверба во тој момент имаше. Тоа е моја анализа. Еве ако се сеќаш или да те потсетам, во тој момент имаше вака шпекулации, да речам. Барем во новинарскиве кругови, во политичкиве кулуари имаше шпекулации дека ако сега се уапси Заев, тоа значи дека ќе ни спремат војна или ќе не бомбардираат или такви работи и повторно се појави онаа сервилност на сите наши политичари кон меѓународната заедница. И заради меѓународната заедница можеби не беше и ниту уапсен. Па сега ја плаќа цената за таа сервилност. Значи ако одите фронтално до крај, не разбира. И тоа е првата грешка и втората грешка е што го остави незауздан NGO секторот. Абсолютно. Тоа што ние го викаме десоросоидизација. Тоа е многу опасен, потценет непријател. Јас за прв пат во новата платформа на Левица после овие пучеви внатрепартиски расколи, значи кога се консолидиравме, кажав дека еден од трите главни политички непријатели на републиката е NGO секторот кој е под директна контрола на СДС. Значи под директна контрола особено на Шегеринска и Мила Царовска, Бојан Маричич, значи тоа крило, Забрчанец, сите се тие со росписки деца, така што тоа е многу потценет непријател кој што Груевски го остави така. Или многу доцна почна да се занимава со него, имаше едно движење тие две грешки според мене го чинеа она што е сега да биде бегалец. А инаку во поглед на тоа мислам дека ми се подеднакво и двајцата далечни за мој. Да, на тоа мислев дали би се нашли сега политиката, во водењето политика на ниво на платформи дали би се нашли. Во политиката немате вечни пријатели, немате и вечни непријатели. Значи не знаете како идат приликите, значи меѓутоа ние преговараме во Шарена сме преговарале со Заев, сега можеби ќе преговараме со Мицковски, ме сваѓате, значи се менуваат улогите, се менуваат карактерите, меѓутоа битно е да имате визијата, што мислам дека Левица го гради како стил на комуникација, како фајтерски пристап во политиката, како искрен пристап и затоа народот препознава условно кажано трета опција. И сега едниве мислат дека им крадеме нивни гласови, другиве мислат дека им крадеме нивни гласови. Меѓутоа мислам дека Левица не краде гласови. Многу ќе се согласам јас со тебе, многу погрешно е тоа присвојување на гласови на луѓе. Да. Дека тие се наши и ќе гласаат за нас. Па еве ќе ви кажам, например, еден од судирите идеолошки внатре во Левица пред јас да ги земам условно кажано уздите во своји раце, беше тоа дека лева партија не требало
тоа беше на Саветски ден, дека не треба да се занимаваме ние со националните прашања. Зашто? Тоа е самоубиство политичко. Во ваков контекст, кога ти е тотално негирано правото на самоопределување од висши структури, ти да не го артикулираш тоа прашање и да го оставиш да го пимплаат СДС и ВМРО. Тоа е политичко харикири. Зошто тоа да им го оставам на Заев и на Мицкоски, а да не го артикулирам и јас, ме разбирате? На крај крајава, левичарите исто така граделе државата. Значи, асно биле комунисти. Или ако го Земете ги гемиджиите, или земете го Фидел Кастро. Апсолютно. Значи, паролата на движењето 26 јули е Патрија о муерте, татковина или смрт. Значи, нема ништо националистичко во тоа да имате став за национално прашање. А што е инхерентно лошо во национализмот? Ние тоа го викаме во новиот статут на левица лев патриотизам. Апсолутно. Бидејќи зборот национализам, исто како и зборот популизам, е испоганет и сите овие години. Јас дури имав и намерен И таков повторно наслов ќе лев констатирам јас популизам. испоганет од овој NGO сектор. Да, од политички коректните, кои во суштина се не само некоректни, тие се липтард фашисти, како да вика, латентни фашисти. Видете што му прават сега на овој човек, коалиција Маргини, овие 2-3 дена е актуелно. Па така е инквизицијска постапка, човече ќе го спалат на клада за напишан став. Тоа е недозволиво. И тие кркаат грантови од Сорос за неширење говор на омраза, тие кои се спремни да запалат човек на клада за изнесен став. Па макар и бил конзервативен, ме разбирате, на крај крајва не сме само левичари во општество, не сме само либерали, секој има право да артикулира свој став. Дали е тој скандалозен, дали е тој не знам, конзервативен, демохристијански, левичарски, настран, ваков, таков, тој е негов став да го артикулира. Не можете вие, јас сум го гласал закон за антидискриминација и они повикувајќи се на тој закон да ловите вештерки вие на овој начин. Тоа е дегутантно. Значи, тоа е не само што е, тоа е и казниво. Они му прават вознемирување на човек повикувајќи се на штитење на на маргинализирани заедници, при тоа спалуваат на клада научни Да, и работи. околу тој инквизицијски пристап на тие јавни фигури на оваа групација луѓе, да речам и медиуми и слично, сега последниве 2-3 дена имаше расправија, препирка на социјални мрежи со неколку новинари, медиуми, ЗНМ. Нели е тоа не спалување на клада, него како нели против тоа се бореа? Апсолутно. Нели се бореа за право на демант? Нели се бореа за право за право прв пат имате вие на медиум кој одбива да ви објави, не знам, вие имате. Не, ама законска обврска е да се објави демант. Уставна обврска, уставна обврска. За тоа ќе попиете на туџба се. Значи, видете. Ајде нас не обвинуваат за лажни вести, па дури во извештај на ЕУ не има. Јас сум коректен скоро со сите новинари. Скоро. Зошто викам скоро? Затоа што кога ти како новинар, не мислам за тебе, туку зборувам за фелат. Ми пристапуваш малициозно, со аспект на политичар. Тогаш биди спремен да ти вратам на политички, Значи каква глава, таков брич. Бидејќи согласно Европска конвенција има два привилегирани говори кои се условно кажано привилегирани по Европа, тоа се новинарскиот и политичкиот. Значи не сум ви кој ќе рече, ние сме чувари на јавноста. Гласот на која јавност? Чекајте, каква е тај? Ти си гласот на газдата, на медиумот кој те плаќа за тоа што го правиш. Така. Значи, на крајот на криштата, видете кој апсурд е сега. Затоа ние велиме десоросиидизација на овој NGO сектор. Ние како политичка партија, кој имаме едни од најтешки услови не на Балканот, не во Европа, туку и во светски рамки на формирање политички партии. Значи имаме едни од најрестриктивните услови да формирате партија. Ние кои сме поминале сите и решето да формираме партија, општо зборам и за сите партии. Има стрикна одредба у законот за политички партии и вика: странски пари не смееш, ќе у затвор ако примиш странски пари. Значи, ние имаме случај, например, донирал некој од наш гастарбајтер, по закон мораме да му ги вратиме парите за да не ни ја забранат, условно кажано, партијата. Додека невладина организација, за која ви треба 5 луѓе да формирате, 5 луѓе бара закона, може да прими милиарди од странство и при тоа, пазете, не да се занимава со, не знам, еколошко прашање, јавен интерес, туку да ти води политика.
Значи, Не само што води политика, не само водат што и медиуми, еве не знам, имаш Води и медиуми. имаш два-три Чекај, медиуми малце. кои што се издавани од Сдружение на граѓани, Апсолутно. не подлежат на даноци, Не само тоа, не подлежат на закони. ексклузивна Да. информација, можеби ќе ова што ме напаѓа мене сега, кај што бара поддршка од ЗНМ е исто како ја, кај што членува е исто како ја да барам поддршка од левица, па нормално дека ќе те поддржат, ме разбира. Значи, Па не е нормално, не секогаш еве на пример нас Мери некој- Ѓордановска се шпекулира, не знам дали е точно, ќе видиме после нова година, дека таа со Росписка клика, заедно со овие што беа доајените, овој Чомовски, Борјан Јовановски, оној како се вика Орданов. Ордановски, истата таа рекетарска дружина од Еден ЕРТВ сега ќе прави нова телевизија и оваа се мести да биде главен уредник. Еве да шпекулирам, ќе видиме дали е вистина. Значи, добиваш задача да плукаш и кога ќе ти се врати со плукање, вау, ние сме балерини. Не. Како си надробил, така ќе си Ќе се сркаш. сркаш. Така што јас немам, не сум, не носам кравата, јас не сум од тој ков на политичари. Ако си заслужиш, можам и да те испцувам и не ми е ни гај. Ја носам кравата заради тоа што треба да бидам културен новинар, ама апсолутно ќе се согласам со твојот став дека принципите се битни, правилата и не секогаш. Апсолутно. Да се префрлиме малку на овие поформални теми како Сериозни бе. Да, како Добре. Преспански договор, Тиранска платформа, Бугарски договор, кампањата ви се засноваше, да речам, една од главните точки на вашата платформа политичка беше укинување на Преспански договор, поништување на Тиранска платформа и ревидирање на Бугарски договор. Како ќе го направите тоа? Ајде да почнеме од Да Преспански. вулгаризирам, Знаеш зашто? Како Вучич од Србија Аха. да добиеме 80 пратеника. Не, се шалам. Значи, ќе го направиме кога ќе порасне левица. Кога ќе порасне нашата политичка тежина да можеме да условуваме. Не, ме интересира технологијата. Технологијата е многу лесна. Технологијата е многу лесна, знаете зошто е лесна? Затоа што овие наполнети со пизма и самоувереност од тапкањето на Западот, направија овие балкански методи што и применија, направија милијарда грешки во чекори. Така што е многу лесно да се поништи тој процес. Тоа е како, значи, чист кейс, како да ја кажам. Да. Не ви требаат 80 претеници за да поништите. Можете и со декларација во парламент да го поништите целиот процес доколку имате 67 пратеник. Значи, овие уставни измени се силеџиски, имате после процедура во Обединети нации. Значи, тоа е струка, тоа е занает, исто како што ги добивме во ХАК. Така што, тоа е околу Преспански договор. Сега, околу Бугарскиот договор, има некои превиди кои ние ги правиме постојано, бидејќи овие, за разлика од Груја, кај што имаше скандали и можеш да го следиш и да реагираш, Не, ова е секој ден. овие не можеш да ги следиш. Не можеме да го Значи, не навасаме што можеш, би рекле. Да. буквално. И они со таа медиумска диареја што ја прават, ти не можеш да приметиш кога ќе промакне нешто, кога ќе процури нешто, кога ќе помине нешто што е битно. Апсолутно. Мислам дека договорот со Бугарија така помина. Видете, по нашиот устав, Доминус ак Деус, значи Господар и Бог, што ви рекле римјаните, во меѓународни односи е председателот на државата. Тоа е втората глава на извршната власт кој не е подценет на меѓународно ниво, туку е цар, како да ја објаснам. Значи, тој склучува меѓународни договори. Владата вика склучува во ресорни области определени со закон. Например сега, не знам, патни исправи, инфраструктура. Има 20 области напишани во законот, кај што владата може да склучува. Еве го земав краток е. Да. Договор за добрососедство, пријателство, соработка. Ваков ресор не постои. Владата не може да го склучи овој договор. Може да го склучи председателот, ако процени дека е геостратешки добро, ово, оно, ме разбира. Ваков договор не е во надлежност на владата да го склучи. Прво и основно. Следно, бидејќи се многу слаби преговарачи, овие се трете шалон на преговарачи, значи ние немаме дипломати, тоа е една од суштинските наши слабости. Ние немаме византици кои знаат да преговараат. Ние имаме Контиње од типот на овој амерички шпион Никиликс. Значи Конте убаво изгледа, меѓутоа загреби малце, нема суштина, он нема политички субстрат, он нема
Не знам, ајде да Беше Гостин Груевски во една емисија, во едно интервју кај мене, ќе го спомнам пак, тој го знае, го познава Ники Ликс, што би рекол, го познава од претходно. И ни објаснуваше како Ники Ликс станал министер и како Ники Ликс почнал, односно како станал амбасадор. Вика со вовлекување, со лижење, со ќе те фали секој ден, постојано. Веќе ви кажам, еве друга ексклузивна информација. У Шарена револуција, не сум ме кажал сега, пошто тогаш имав еден дуел која го поапсија Здравко Нокита и така бев прилично изнервиран со некој од тогашните, не знам, од овие што беа, не знам, од другата страна, некој министеров што беше една ноќ министер за МВР. Оливер Андонов. Оливер, да. И вајда ги погодило овие со Роспиве, почнаа честитки, ово, оно, инбокс и ми стигнува порака од Ники Ликс у инбокс, он тогаш у амстердамска тројка, што беа тие, напумпани некои такви приказни нивни. И ми вика, супер си ово, оно, да се видиме. И ја му викам, окей, ај, кој ќе дојдеш тука, ќе се видиме. И одиме, у кафич се гледаме. И он ми вика, вие да дојдете со нас, ја се е спремно коалиција, ќе ви дадат пратеници, ово, ја му викам, тој филм не го гледате од нас. Значи, ние не правиме партија за џабе, за да идеме со вас да се шитнеме и после готово ќе станеме као Павле Трајанов. Кажа Заев у една и знаеш што ми кажа? И ми вика, ама ќе ве маваат. Значи, пази. Па викам, ние сме поштипски тепани кучиња, нека не маваат, викам. И види се, они како перфидно ги работат. Особено се иритирам кога млади луѓе паметни на кои сум им предавал, отидоа у такви кругови. Поминува време, добивам ја телефонски повик, се јавувам, ми вика, дали од Виена беше, некоја странска престолнина беше, човек ми се јавува, ми вика, види, бројов ми го даде Никола Димитров, вика, да те вклучиме во еден проект за истражување, за не знам нешто, Западен Балкан, дрнјариње со распискиве термини. Му викам, друже, сега си се јавил, и запор и го број, више да не се јавиш. Ме разбирате сега, они ти прават психолошки профил, каков човек си. Или пробуваат со тактики и сега си викаат, аха, а па Сиев е интелектуалец, универзитетски професор, ајде да му понудиме некоја проектче со работа. И така ги врбува. Да, за да си купи нова алфа. алфа. И после тоа е зачаран круг, немаш да излезеш од тоа. Значи ќе ти понудат еден проект, друг проект и влегуваш у таа NGO-изација, од која што го гушиш граѓанскиот активизам на граѓаните, справиш тампон зона помеѓу граѓаните, револтот нивен и власта, и види сега, ние како левичари сме за redistribution, не сме ние за recognition, значи како што они што прават. Сега, бидејќи во демократијата имаш бранови. Еве, на пример, прво почнале човекови права, human rights, така, окей. После втора генерација идат политички права. Па после идат економски права, па после идат други права, социјални, трудови права, така. Значи не било тоа одеднаш. Да. Така е и во политиката. Тоа е во јавното, уставното право, така и во политиката. Значи не враќаш едно скалило наназад, дај сега ние идентитетски прашања, дај сега ние родови. Не, левицата не е за идентитетско родови прашања. Левицата е за редистрибуција на националното богатство. Левицата е за класна политика. Тоа се нашите теми на кои ние како левичари ќе дебатираме. Не ме враќате вие со вашите NGO проекти наназад едно скалило еволутивно. И така многу паметни деца ги заведоа и сега не можат да излезат од тој круг. Не можат да излезат бидејќи ги научија на привилегии, ги пратија по бриселски канцеларии, стана некои си таму вештачки, не знам, извршни директори, менаџери, вакви такви, асистенти, проект менаџери, ово оно, и готово тие деца веќе потенцијалот кој го има не можат да го искористат. На таков начин они работат. Нешто ме интересира. Еве со Димитров велиш си имал, може на ти, не ти сметам. Немам проблем со тоа. Пробал да те контактира и слично. Мене ме интересира твојот однос и со Талат Џафери. Со Талат Џафери имате многу еден интересен. Фајтерски однос, знаеш. Еден многу интересен однос. Те иритира или види, Талјат, пошто бил он е воено лице по образование или дезертер по професија. Он не трпи да му се наметнуваш со авторитет. Е авторитетен. Знае да има ексцеси, како сега кога не ми даде 10 минути, иако бев во право. Мислам дека си ја свати грешката и затоа сега ја стави
за да нема кавга, не знам дали приметивте, Да, на да. другата седмица ја стави. Меѓутоа, од друга страна, бидејќи е фајтер, го има тој витешки код. Не знам дали, значи, веројатно и ти го имаш и сите што се така што се фајтери у Да. политика. Значи, се маваме до тука, ме разбираш? точно. Значи, има некој самурајски код на препознавање на храброст, препознавање на па тоа го има ако и во народното творештво, земете го Кузман Капидан, сердар од поемата, кога гегите доаѓаат, кога го убиваат, да му се поклонат. Оти бил фајтер, ме разбират. Значи, го има тоа препознавање, веројатно гледа во нас левичарите талјат дека сме искрени фајтери во тоа што правиме и го има тој витешки код на почит. Така што јас сум му сега луд, не му одам на координации, меѓутоа Еки координациите кога сме деловникот предвидува група, нели? Пратеничка група минимум 5 луѓе, да. 5 пратеници, вие сте 20. Двајца. Не го прекрушувам деловникот со тоа што ве вика на координација само вас двајца? Не. Или вие одите како дел од група на Да, он ги вика и Мендухтачи, и Беса, и овие независни што се. Значи, секој понеделник по закон во 10 саат Да. е таа. Меѓутоа, тоа се технички прашања таму на координација. Не се политички. Ме разбирате, значи таму се координираме во смисла во среда има седница, дневен ред ќе биде тој, опозицијата ако има да сваќате. Да. Такви се тие, не се тоа политичко тело, не е политичко тело. Али ја кога веќе го отвори прашање со 25. Например, Франција или други европски земји, секој пратеник има право на 20 асистенти. Вие не знаете колку бирократи има во собрание. Јас сум се зачудил како пратеник сега. Не можам да навасам со мејлови само да отварам, ако ме разбирате. Значи, насушна потреба имаш од некој кој ќе ти помага. Во случајов ние немаме, собори сме сами оставени, немаш. По 10 сати сме у собрание, ништо на мегдан не излегува. И затоа сега менуваме стратегија, мораш да дадеш фокус. Например, окей, сакаме социјала, сакаме економија, аерозагадување, ме сваќате фокус на теми, бидејќи ако се расплениш, остануваш со прстот уста, не можеш да навасаш едноставно, затоа што немаш асистент кој ќе ти помага. Се правиш сам. А овие кои се поголемите имаат асистенти и, например, сега, мој поднесок, карикирам, сакам пратеничко прашање, така? Знаеш што правам? Јас отварам лаптоп и губам 2-3 сати во поставување, врз основа на член, тој, ме сваѓа. Немаш асистент да му делегираш и да му речеш, напиши ми пред. Тоа го имаат големиве. И затоа се они у компаративна предност пред нас, како пратеници. Кога разговаравме околу тоа како би се поништили овие договори, спомена дека би можело со декларација во собрание. Зашто не поднесете такви декларации? Нема да помине сега. Значи, нема атмосфера таква. Дури и кај ДПМН нема, кај СДС да не правиме мува. Видете сега ние декларација за Бугарија поднесовме, па едва ќе дојде, дали ќе дојде после буџетот на дневен ред. Значи, Добивте поддршка за таа декларација за Бугарија? Знам дека имаше. Не сме преговарале, ќе видиме на гласањето на крајот на криштата на поддршката која ќе биде. Меѓутоа, бидејќи е неспорна, еве ако сакате содржински е неспорна, не гледам нешто спорно, очекувам опозицијата да поддржи, а овие не знам. Сега, доека сме прескам ми влезе извини у збор, го слушав Заев за членот 2. Сакав и на јавноста да им објаснам. Вика Бугарија го прекрши член 2. Сега формално правно, ако гледаш и го читаш, овие неписмениве кои го правеле договор, не го прекрши член 2. Еве да го цитираш член 2, види го. Ставот 2 му вика двете договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската и евроатлантската интеграција. Ево у фуснота не постои евроатлантска интеграција. Постои европска и постои атлантска. Така. Насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за пристапување кон ЕУ и НАТО. И видете се, бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да ја помогне на Македонија да исполни неопходни критериуми за членство во ЕУ и ќе ја поддржи Македонија за добивање на покана за членство во НАТО. Формално правно Бугарија го исполнува, бидејќи не поддржаа за НАТО, а тука вика ќе го сподели своето искуство. Они не зеле обврска да не да не припада тој. Колку се плитки овие кои преговараат нашиве. Ама не мислам дека и они друга страна. Ово им е
Ме разбираш? Даден како преспанскиот. Да. Па И- можно е да. Амерички консалтинг фирми. Консалтинг фирми како и кои што рамковниот. кои што во суштина не ги разбираат работите на Балканов, а уште Да, помалку во Македонија и гледаш и преспанскиот каква беше ситуацијата. Тие не разбираат што е Македонија, не разбираат што е Егејска, не ја разбираат историјата и не ги разбираат чувствата на тие луѓе кои што живеат на пример во Егејска Македонија. Истото и со ова претпоставам. Па, Бидејќи веројатно. в такви И друго за јазикот толку е асиметричен за договорот. јазикот. Нели јазикот бил признат? Да. Не, видете, македонски вика на официјалните јазици на договорните страни тире македонски јазик запирка согласно Уставот уставот на на да. Од кога е уставот? Од 91-а? Од 91-а пат. Значи, На претходно крајот ќе стигнеме, немало а јазик. На крајот, тоа е идејата, тоа е да. патката. И сега ние се чудиме, еве влеговме во НАТО. Вие од НАТО добивте, мислам видовте највише вака веапсе на антинато. Ние сме антинато отворено. Да. Па види, еве јас по моје собствено убедување јас сум. И не мислам дека било која револуционерна организација или организација која што влече Види се. која што влече корени од револуционерна организација би требало да биде Кога сме кај империалистичка. НАТО, бидејќи ретко се Прашањето ми е следно, да. Да, влеговме во НАТО, добивме ветување да ќе влезат со НАТО и Google и Facebook. Наместо Google и Facebook добивме 4 вета. Тоа на заврчанец финтите. Да, добивме 4 вета 4 по влез во НАТО. Така да си ги наредиме како Да, или орден. на еполети да си. Да. Значи видите. Ајде да го цитирам Рашко. Значи единствена помош што ги имаме од НАТО е автобусите за да ги извлечат Од терористите Рачино. од Рачино. Толку. Значи бидејќи ретко се зборува во јавноста за НАТО, мислејќи дека имаме ние поддршка некоја општа за НАТО. Не, видете. Членот 120 бара задолжителен референдум за НАТО. Значи оние скрос ја промашија таа. Беше консултативен. Значи НАТО е воен сојуз. Да. Значи воен сојуз кај што стапуваш дел од војни сили, суверенитет и слично. Значи за тоа треба референдум. Од друга страна, ако имавте референдум 2018, како беше прашањето 3-1 што го споревме носта? Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот од Преспа? Значи, нема одлука за членство во НАТО на референдум. Не беше ни задолжителен, тој беше консултативен референдум, што не е може да само биде, по себе Затоа антипротив. научни трудови се Да. пишуваат како е. Значи, еве НАТО. НАТО не е, затоа велам нема евроатлантска, има европска, има атлантска интеграција. Како што знам, вие сте за европска, Ти- ама да, контраатлантска. Ти си бираш каде сакаш или ако сакаш во двете. Значи, еве Австрија, Шведска, Финска, Ирска, Малта и Кипар не се во НАТО. Значи, не сакаат да бидат во НАТО, ме разбирате? Значи, не е тоа услов вие да бидете во НАТО. Дури држи тезата дека ние геостратешки ќе не шмукаа во НАТО дури и да не го сменевме името. Значи, Да. ние сме им потребни за да го зацртаат тој блок, јужното крило, така што од друга страна НАТО не е гарант од внатрешен судир. Видете ги ЕТА во Шпанија, курдите во Турција, ИРА во Британија. Значи, НАТО не ве штити од внатрешен судир. Единствениот реална можност да пропадне државава е со меѓуетничка војна, како во 2001. Да. Од тоа НАТО не ве штити. Друг аргумент, значи НАТО не носи економски просперитет, напротив, милиони евра сега им даваме како членарина во НАТО, наместо да градиме болници, училишта, патишта и слично, ме разбирате? 200 милиони годишно, и јас мене не ми е јасно зашто ние 200 милиони годишно да ги инвестираме сами во војна технологија. Апсолутно. Зашто ние НАТО? Или видете едни фрапантни податоци, на пример, НАТО како агресор, значи врз Либија, врз Ирак и слично, еве врз Југославија ни беше Значи до граница тука на 56 километри има фрлено 25.000 тони експлозив радиоактивен, Да, со кој што е статистички земете бројот на заболени од канцер е енормно зголемен, значи баш од тие, значи тоа е екоцид го викаат овие активисти миролюби. Тоа ви е исто еден професор има правено анализа, вика тоа е исто како да експлодирал овој нуклеарниот реактор Кршко во Словенија. Тоа ни го направија нас НАТО. Значи ние од НАТО немаме никаков бенефит
освен што им требавме за да го заокружат тој безбедносен коридор некој на јужното крило. И ова е многу ретко прашање експонирано во јавноста, бидејќи општата тенденција е евроатлантски интеграција. Ме разбирате? Општата тенденција ја креираат медиумите кои што ги спомена пред малку и она 95% од граѓаните биле за НАТО. Еве јас лично ја немам сретнато човек по лица кој што ми рекол кој дека е за НАТО, но и пак се враќам кај медиумите. Гледам дека сајтот го отворив на Левица, пред нели кога се подготвува за интервју, го отворам сајтот на Левица, видов дузина на деманти кои што сте ги објавиле вие, но ги нема во медиумите објавени. Апсолутно. Значи ние имаме нефер однос особено од сорасписките медиуми. Значи не можеш ти да погазуваш устав и да очекуваш дека ние ќе бидеме после тоа фини со тебе. Не. Значи тоа што мене ме интересира кој е против Левица, зошто е тој. Па види, овие големиве партии, јас сум поборник, ја политика водам од знаење и од интуиција, која за среќа во животот не ме лаже. Така што кога дојдоа маркетингови агенции, рейтинг и мерења овакво, сега пред избори ни побараа солидна сума пари за да ни мерат, викам, нас ова не ни треба. Подобро тие пари ќе ги дадеме во кампања, не ни треба, знаеме дека влегуваме. И имаше тука од про-СДС анкети, про-ВМРО анкети, нема да влезете. Нема да, 1%. Влегуваме и викам, со тројца влегуваме. Да. И реално со тројца влеговме, затоа што еден ни украдува, тоа двајца ни украдува за 600 гласа. Меѓутоа ние не кукаме. Штом сте влегле во рингот, понижувачки е да кукате. Значи, влегувате, такви се условите, такви се правилата, менувајте ги од внатре. Например, кога Левица ќе биде во позиција да соработува за една влада, првиот услов кој ќе оставиме ќе биде една изборна единица. Ама тоа не им одговарало на големите. Океј, нас на малите ни одговара. Ако не, тогаш нашите пратеници, за кои се надевам дека ќе бидат двоцифрен број на наредни избори, нема да гласаат за таа влада. Ме разбирате? Значи, таа политичка тежина тоа го прави дуи 20 години и го прави многу успешно. Затоа што во политика, кога им фалат број на гласови, вие имате веќе специфична тежина. Дури има случаи во политика каде помалиот партнер има премиерско место. Или малцинска, така наречена малцинска влада. Так. И сега, тоа се тие можности каде што ние како Левица го гледаме нашиот простор. Ние не живееме во соништа дека ние ќе ги победиме ВМРО или СДС веднаш на наредни избори со пола милион гласа. Тоа да не се лаже. Меѓутоа дека Левица има раст и тоа го знаат и они внатре и затоа се овие под појас удари кон Левица. Зошто не коалицирате со ВМРО? Допомне сега за формирање на влада. Па немаше такви понуди? можности. Не, мислам дека дуи играат многу перфидно. Дуи играат, тоа е немање сенс на македонските политичари во случајов на Заев и на Мицкоски да направат македонска платформа. Тоа кажуваат, јас сум млад, кажуваат дека Љупчо и Бранко го имале. Значи, видете сега, Али Ахмети преговара со тебе и ти си Заев и ти вика, ова не го прифаќаш, Тиранска платформа, ќе го прифати овој другиот. Оди кај вој му вика, ти не го прифаќаш, ќе го прифати Заев. Заев све прифаќа. Иде кај Заев, не разбира. И така може да дојдеме до федерализација на државата. Значи, така нема крај, небото е граница, ме разбирате. Но, кога ние ќе имаме наша платформа, македонска платформа, каде што ќе кажеме, не се чепка унитарност на држава, не се чепка илегална двојазичност, значи, не се чепка символи, грб, знаме, химна, не се чепка, тогаш секоја партија ќе знае дека тие се непреговорливи прашања, нема што да дискутираме за тоа. Меѓутоа сега нема. Особено кај Заев, значи, моите информации се, видите, формално правно, после шарена револуција 2016 победи Груевски. Кога сакале да ни се бенди со 16.000 глас. Значи, не и со број на мандати, и со број на мандати, 51. И сега видите, дуи кога не ги зема прв пат Груевски, кога го зема Тачи, дуи плачеа кај странците и се донесе тој мајски договор. Што беше суштината на мајски договор? Тоа е етнотрибалистички, значи кој победува во еднава
и во другава прави влада, така? Да. Не е уставно, уставот вика кој ќе собере 67 прави влада, не е битно. Али постигнаа договор. И сега кој го прекрши тој договор? Дуи кој плачеше да го Да не се прекршува тој договор. да не се прекршува. Зошто? Не коалицираш со овие под притисок на странците, коалицираше со СДС. И ете видовме дека стасавме до Северна. И до Северна Депонија. Македонија и стигнавме до некаде веќе пред она делење на собранието на дводомен парламент. Дали би се согласил со мене, ќе те прашам, Комисијата за меѓуетнички односи, нели вака делува како комитет, така, да. Нели делува како долен дом на собранието? Тоа е со рамковниот, мислам дека. Со рамковниот, да. внесе. Кога што знам не е нешто функционален и агилен, меѓутоа да, делува некако бидејќи тој решава спорови, нешто. Решава спорови или не може да има предлог закони ако се однесуваат на меѓуетнички заедници без нивно одобрение. Але видете, не е тоа проблем. Проблемот е што се влечат тие, например, амандманот кој го регулира јазикот не дозволува ваква двојазичност. Ова е противуставна двојазичност. Зошто не поднесувате амандмани? На кој? На законот за. Па не бевме во собранието. Не, сега збор. Па нема. Нели сега има закон за јазици во кој што треба да се нема така. Нема? Не. Они го донесува, тоа е единствен закон, а ние го споривме пред Устав, меѓутоа Уставен не го става. И поднесовме кривична пријава против прошлиот председател Никола Ивановски, сега и против овој ќе поднесе за саботажа. Саботажа класична. Значи не може Уставниот суд да чува предмет фиока кога поделовник треба да заврши за 4 месеци, особено кога иницијаторот иницира итна постапка. Што е кваката таму? Кваката е дека Уставот регулира 5 области каде што малцинствата можат да имаат јазични права и тоа се неспорни. И вели, во другите, пазете формулацијата, во другите државни органи може да се регулира со закон. И вика како што е регулирано во овој, не како сакаме ние, како што е во членот, не можете преекстензивно. И видете се, болница не е државен орган, разбирате, пожарна не е државен орган, орган е министерство, локална самоуправа, градоначалник, влада, окей, таму нека има регулирано во. Од друга страна сега им се враќа, ја некина пред да кога веќе одев на координација, им кажав кога се караме и себе, па ви кажа, викам Венецијанска комисија дека ќе имате проблем. Поднесуваме сега илјадници амандмани, сега им требаат месец дена да ги преведат. Па сега ја ли сум вика, викам, вие го носите законот, преведујте ги се. Ви кажа Венецијанска комисија дека ќе го парализирате системот со овој закон. Бидејќи е апла противуставен и плюс тоа е дисфункционален. Значи, ворете да има јазични права, да не се асимилира малцинство и секако тоа. Меѓутоа, не можете да ги доведете до степен на парализа на државата. Тогаш што нас ќе не обединува како општество? На крајот на криштата јазикот е техничко прашање. Да се разбереме, ме разбирате. Сега ние со слушалки ги слушаме, има колеги кои се окей, значи јас ми зема реплика на албански, ја треба да го слушам. Викам, не да ни слушам. И свати е, па сега ми зема реплика на македонски, ме разбира. Значи, ја реторика предавам. Прво правило во реторика е да збориме на ист јазик. Како сега ја преку слушалки тебе, ворете твоето да дојдеш да збориш на твојот јазик за да се осеќаш свој, да. Меѓутоа јас и ти да дебатираме преку слушалки, па не дебатирам воопшто, ме сваѓа. И сега сватија дека ја не ги ставам и сега ми зборат на македонски, затоа што им викам, тоа е елементарно правило, не си ти ништо подолу ако ми зборнеш мене на македонски. Дури ја на Џафери му го земав за зло тоа кога на конститутивна седница збор не проговори на македонски јазик, за да сега кога го честиташе 11 октомври, веројатно тоа го честиташе на македонски. Значи тоа е елементарно, значи ние сме со векови тука сме живееле, разбирате. Има посебна книга, особено во левичарски кругови, бидејќи ми интересира настрана од оваа со росписка пропаганда дека сум фашист, црнокошулјаш. Знаете ли колку има заборавени сцени, особено ако тргнете и од Илинденско остание, преку Дебарско, Охридско остание, каде што македонци од ВМРО, војводи, со албанци дигале заедно остание. Охридското е еден од најглавните примери. Понатаму, во антифашистичка борба, имате еден случај во Велешко село, Долно Јаболчиште, од памтивек албанско село. Влегуваат овие контрачети бугарски со... Да. Значи, ги убиваат буквално, значи албанки, жени ги прободуваат во стомак со трудни. Не ги предаваат партизаните.
Тоа, јас се ежам кога го зборам, тоа е слика, прилика на соживот, човече. И ние од таков соживот сега доаѓаме да се гледаме преку нишан. Мислам дека Затоа таа што- кованица од збор со живот практично ни го направи проблем. Именно. Соживот ни треба. Живот ни треба, не ни треба соживот, Така. зашто да соживуваме Значи, кога живееме. Има значи илјадници примери каде што албанци и македонци гинеле заедно за оваа држава. Апсолутно. И види се, ние нас ни го продаваат како Џафери бил првиот председател. Не е точно. Имало двајца пред него, Старова и оној што има, како се вика, споменик што има сега тука на центар. Неџата Голи, мислам. Неџата Голи има, да. Значи, тоа се Нешто го ли е член на тоа се влада. интелектуалци, тоа се како ти можеш да речеш дека од сега почнува ние се борим. Не, затоа велам. Ама види тоа го кажуваат Единствена- луѓе кои што се неписмени, кои што го немаат отворено уставот, предлог уставот на основно. И Многу е јасно. кои што се национал шовинисти во Апсолутно. суштина. ме Во разбирате? суштина се Значи, национал шовинисти, да. така е. И не знам, значи тој етнотрибализам мора веќе да престане за да градиме просперитетно прогресивно општество. Значи јас затоа викам, ние можеме да коалицираме како левица во некоја идна влада само на антикорупцијска платформа. Ме разбирате? Каде што би биле села, овие други, меѓутоа дајте да ги затвориме овие прашања етнички затворени се веќе, нема што веќе да чепкаме тука. Дајте да ги поапсиме кримосиве, дајте да направиме функционална држава. Оти видете еден абсурд. Најголем број селеници се повеќе албанци се селат од држава отколку македонци. Видете го Велешта село имало 8 паралелки, пошто у президиум имаме од друга. 8 паралелки албанчиња, сега има една паралелка. Ме разбирате? Значи повеќе они се селат отколку наши што се селат. Да, Значи, дури селија добиваат. младиве поради вакви етнотрибалистички прашања. Ние мора да ги надраснеме како општество веќе. 20 години не држат во заложништво со тие прашања. Швајцарија, Македонија, Швајцарија на Балканите, добра идеја или врховизам кој што ќе не доведе до самоништување? Па сега не знам што подразбираме под Швајцарија на Балканите, ама тоа Онаа е класична Швајцарија, конфедеративна, да. Не, тоа е конфедеративна. Од друга страна, Швајцарија, мислам, Затоа што сега пред малку ја спомена, да се зачува унитарноста, предпоставам ако велиш да се зачува, Да. имаме опасност да ја изгубиме унитарноста. Апсолутно. Затоа и те прашувам па за Швајцарија. затоа што овие експанзионистички барања немаат крај. А зошто немаат крај? Поради плитко видоста овие на нашите главатари, условно кажеме, затоа што Заев со неговата тешка геостратешка грешка, он не гледа ништо понатаму од Да, еден да. мандат, ме разбирате? Али видете ги примерите, генерации чекале поволни моменти за да направат држава. Значи, од Илинденско стание, па преку Асном, тоа се генерации кои што ги гаеле идеалите за да и во друга констелација на односи е веќе. Значи, не можете вие, САД не е веќе главен играч. Тоа никој не го прецепира. Не е ова 90-тите. Кина го надраснува на секој поле, мултиполарен станува светов, ме разбирате, имате, затоа наш член на президиум објави, можеби радикална, но во суштина точна теза. Секој кој вели дека нема алтернатива на ЕУ во случаев, е непријател политички на оваа република. Точно. Како можете во ваков свет да речете дека нема алтернатива? Има милион алтернативи. Но постои некој страв кај овие главатари дека ако речат дека постои алтернатива ќе им бидат скинати. Ама ќе им видете, бидат скинати- Еве, не мора да бидат они. Видете ја перверзијата. Да. Еве, баш некина разговарав со еден филозоф кој што ние во президиум доека пиевме кафе. Вика, која е грешката на нашите водачи, државните, немаат ни Д од државништво. Во смисла. Еве, зимаме, не знам, кредити од Кина, ефтини, да градиме автопати, брани или да градиме Вардарска долина, например, која е колку 150 километри, кинезиви имаат тој Гранд канал 1700 километри има. И сега со таа иницијатива Појас и пат, они даваат милиарди за инфраструктурни проекти. Еве ги Португалија кога А ги Македонија доби највеќе, И најголем видете кредит. се, наместо да играш со сите, буквално треба да играш со сите, како Тито што правил на времето. И со русите и со американците, а не само со овие. И види се, наместо ти да играш со сите, и ти доаѓа американецов или европјанинов и ти вика вие треба со нас, и ти му викаш окей, со вас, ние еве ќе прекинеме со Кина, што вие нудите. И имаш веќе дил, пазар, ме разбираш. Сега вие немаш, затоа што вој идиотов олин оди. Да. И сега иде европјанинов и ти вика ова ќе го прифатиш и ти што ќе му речеш? Добро, јас
Што Немам јас се си алтернатива. ставил на оваа карта? Толку е од тебе, ти не постоиш или си вазал и толку и третманот им е вазалски. Точно. Каков почит Меркел има, која Меркел бе? Меркел ве третира за вазали, толку и е третманот за слуги. Оти Тито не го третирала така, оти го третирала како маршал, така. Значи, немате само почит, немаат ни они зашто да ја почитуваат. Да се Си крстеа така у Меркел логично. тука дека Меркел ќе ни Да, помогне, а они одеа Германија со не знам. тезата, тоа е на Никиликс На тезата. Никиликс тезата, да. Остајте ги бугариве, ќе ги потапшаат и готово. Они ќе попуштат. Не бе, тоа се суверени држави. Они гајат 150 години негаторска историја и сега ти за 24 сати ќе ги провериш, а ти Меркел ќе им сржела. Тоа може на Николче Димитров да му сржи Меркел и да се стресе, ме разбира. А практично Меркел пак има интерес у ова редефинирање, редизајнирање на историјата. Видете, Германија влегува на геополитички сега, бидејќи на времето бев пасиониран геополитичар, веќе не сум, меѓутоа гледате го капитал, парите. Од Словенија надоле, све се тоа австријски и германски капитал. Да. Значи, Америка си ја има бонстил, толку и треба, и Балканот останува, после излезот после Брекзит, остануваат Франција и Германија, кои во годините кои се пред нас ќе бидат битни играчи на Балканов. Од друга страна влегува Кина преку Грција, преку пристаништата и Русија вечито со Бугарија. Па со Бугарија повеќе. Така што во таа констелација видите, ние наука е ова, како да ви, значи ние немаме геополитички институт во Министерство за надвршни работи. Луѓе кои тоа ќе им биде работа, да пратат геополитика, да следат. Немаме дипломатија, немаме дипломатска академија на школовани дечки кои што ќе ги пратиш по светот. Затоа го имаме зај кој што вели голема геостратешка грешка. Геостратешка грешка, толку е од државата. Да се вратиме малку назад во собрание, да не направиме уште некоја геостратешка грешка. Пред неколку дена се гласаше законот за доделување на пари на политичките партии од изборите. Така. Не гласавте, Не гласавме, да. но сепак ќе ви бидат доделени затоа што сите заедно сложно гласа. Да, Освен двата пратеника, ама лесно е, нели, двајца пратеници да имаш и да не го гласаш Да. и да речеш, окей. Овие имаат, како што кажа и сам, имаат и асистенти, и вработени луѓе, и големи организации се Така. тоа. Еве, гласен беше против тој закон, против делењето на пари на партиите и велиш дека треба да се редистрибуираат тие пари по социјала. Ќе стигнат пари на сметката на Левица, ако отворивте нова, ако не ви у Да, Евростандард. имаме нова, да. Ќе стигнат пари на сметката на Левица, ќе ги искористите или ќе ги вратите или можеби ќе ги донирате? Ние, ако ќе ги распределиме, за каузата, дел од нив секако ќе донираме, сега ние, знаете, у Библија пише што прави твојата лева рака да не знае десната. Десната. Видете ги само, еве, конкретно Лао Битола, локалните ограноци наши, видете ги со месеци донираат и никаде не сме се пофалиле за тоа. Меѓутоа, толку ни се можности. Ние сме единствена партија која живее од чланари на овие месеци, бидејќи сме буквално банкротирани. А и вака да го тоа прашање малце деморализираме, бидејќи многу се фаќа на морализација, а тоа Да. секој изам е застранување. Значи во светот имате неколку модели на финансирање политички партии. Кај нас до сега, допред да се воведе овој модел пред неколку години, имаш финансирање од членарина, од донации, читај лоби групи и олигарси, и од држава. Значи, еве ќе ти кажам примери на земји кои имаат финансирање само од членарини и донации. Афганистан и Пакистан. Демократски ли се тие? И имаш западноевропски држави и други држави кои што имаат финансирање на партии од буџет. Зашто? Затоа што пресметале дека на тој начин партиите ќе бидат понезависни во своето делување, затоа што не зависат од парите на камчевци, штерјовци, наковци и слични овакви. Значи, во тој случај, еве ви кажувам, да не беше државното финансирање, Левица немаше да биде парламентарна партија. Не значи дека парите кои ќе дојдат, ние си ги крадеме, си делиме хонорари. Ние од Левица не земаме хонорари. Буквално ви кажам, значи имаме двајца вработени, само тие земаат плата. Јас као председател на Левица не земам плата или хонорар. Туку ги даваме, кажуваме,
Океј, другари, колку имаме локални ограноци? 10 канцеларии. Добро, отвараме уште 10, ме разбирате? Се шири каузата, се шири базата. Тие канцеларии имаат дечки кои одат на дежурства, така. Имаат струја, имаат вода, имаат не знам што. Од друга страна, ние сме единствена партија која дава правна помош на работници. Пари за адвокати даваме. Значи, адвокатот си фактурира, може би не дава попуст, меѓутоа он си фактурира, не може за лепе очи да ти работи. Значи, тоа некој го плаќа. Го плаќаме ние. Значи, од друга страна имаме донации. Еве, во ковид криза, да не кажам на кого, меѓутоа сме донирали. Илјадници евра се во прашање. Значи, ние проценуваме како ќе ги делим. Ви кажувам најодговорно, да не беа парите од државата. Левица немаше да биде парламентарна партија. Па вие се проценете дали е лошо што е Левица парламентарна партија или е добро за демократскиот амбиент. Така што морализирањето на тоа прашање можно е да дискутираме за висината. По смисла, дали треба 0,5 од буџет, дали треба 0,15, дали 0,4 и слично. Меѓутоа, концептот како концепт овозможува пркнување на помали и поавтентични партии, затоа што можат со 1% да дојдат до државно финансирање. Ке се префрлиме малку, кога те поканив, реков малку и околу приватноста, тоа ќе збориме, заради тоа што никој до сега... Најзборена алфа имам. Најзборена алфа имаш. Мерцедес, алфа, точак. Точак и алфа се. А зошто не? Алфата е на жена ми. Значи, кога се земавме со жена ми, ја имав Ford Ka на плин, 1000 евра ја продадов, жена ми имаше оваа алфа, што ја имаме, 1.4.7, која реално вреди 2-2.500 евра. И рековме, бидејќи сме универзитетски професори, клошари, неаме пари да ги плаќаме 2 регистрации, го продадовме Фордот, си остана алфата. До ден денес си ја возам. Еве, некина кога плаќав патарина, не ми работи джамот, да не ми се отвара тоа електронското, доека плаќав патарина ми паднаа парите, па излегував, жива смешка сум. И сега ми морализираат, тргна со точак, почна со кола. Да, каков сум во приватниот, така сум и во јавниот живот. Со точак возам од пролет до доцна есен, кога ќе почнат дождови, не сум имбецил сега да возам и да ме врне па да одам изврната. Значи одам со алфата, да, најнормално. И еве, немам кај да паркирам, еве, као пратеник да ви кажам со што се случува. Да, читам дека се жалиш за паркинг. 300 стафери имате усобрани. Да, 69 паркинг. 69 паркинг места плюс 120 продени, значи за 450 луѓе имате 69 паркинг места. Кој превари, тој товари. Си дојдеш на како пратеник усобрани, не можеш кај да паркираш. Може пајак да ти ја земе колата. До толку сме организирани како општество. И сега не знам што ти е прашањето. Да, имам алфа и не, прашањето ми е зашто се морализира толку. Па не знам зашто, тоа е малограѓански момент. Да. Ама јас си го возам, како да ти кажам. Значи ја предавам public relations, така што не ми е мене тоа, не го сваќам од десно влево, од лево излево, ме сваќаш. Така што го возам тој момент, не го фаќам при срце, не го возиш, да, ги возиш, што би рекол, заев на завидлизм. Нека завидуваат на 140. Не, општо го ставам во некој по-симпатичен контекст и го фаќам на хумор, сарказам, не го фаќам при срце, така што и на крај крајва и левичарите се луѓе, имаме фамилии. Кога одам на одмор, например, секогаш ми фали 2 ранца, немам кај да ставам, пошто се мали овие. И сега туле ќе ставиме горе, па штедиме 300 евра за да го ставиме. Ние живееме од плата, најнормален живот. Да. Не сум некој станот 60 квадрата кој што си го купив со кредит, и тоа да го кажам, и сега овој кој син мајкин ќе попие една тужба за клевета, пошто ме клевети дека ВМРО ми го купило станот. Доживотно ќе го плаќам до 60 и нешто години, на 30 години ми е кредитот. Така што, меѓутоа, тоа е политика. Мислам, ако немаш желудник за овакви инсинуации, не влагај уопште, не сваќаш. Така што мене ми е, не го фаќам толку при срце. Каде се чувствуваш поубаво? Во собрание, во партија или во амфитеатар? Она што ми фали сега и со коронава е амфитеатар, бидејќи барем јас сум таков хабитус, еден добар студент да имам во група ми дава инспирација да предавам. А јас се занесувам во предавањето. Убаво ми е. Значи јас се хранам. И затоа сум можеби и толку млад во духот, тако побелев во косата пред време. Значи добри студенти знаат да бидат инспиративни за да се вложиш во настава.
Значи јас си по закон за високо образование имам право да предавам про боно, без да земам плата. Некако овие од ДУИ што земаа плата, што ги откри Илиевски, па после овој инспектор. Да. Земале и оттаму плата, па сега ни беа министри. Значи јас не земам плата, про боно, предавам, секој петок ми се предавањата, сега предаваме на Microsoft Teams. Од друга страна, убаво ми е во собрание. Пошто веројатно го чувствуваш кај амфитеатар, им предаваш да им држиш предавање. Знаеш од кој аспект? Бидејќи ние од дечишта сме во активизам, Да. преку Ленка и тие форми на активистички кругови, врвот ни бил да одржиш пресконференција. И толку, немаш моки. Видете го сега она што го имаме. Имаш говорница, имаш филибастеринг, значи веќе се факторизираш, имаш на крај крајава 10 минути да те слушаат идиотите кои до вчера те игнорирале. Сега нема кај да бегаат, тука се пред тебе. Така што од тој аспект, да, уживам и на говорница. И баш со една пратеничка, еве да не ја именувам, не мора, ми вика, јас сум згрозена од ова се што се случува овде. И стварно е малце дегутантно и одвратно. Ја па со мојот сарказам ми викам, ја па уживам, викам. За прв пат може Никиликс да ме слуша, од дека овој намо идиотон да ме слуша, така што ја уживам, викам, у говорница. Така што има драж, бидејќи јас сваќам политиката многу искрено и така и влегувам, веројатно си ја ставам главата у торба и сум некорумпиран. Тоа ме знаат како хабитус и влегувам онака антички во политика. Полис, општото добро, республика, тоа ми е интересот, така делуваме и како левичари и мислам дека патот кој го трасираме, да, е долг, трпиме ќотек од секаде, меѓутоа тоа не јача повеќе отколку што не прави демотивиран. Ни помина фазата кога бевме патетични и така дримери. Веќе гледаме прагма, гледаме, чувствуваме, имаме сен за политика и веќе стануваме и незгодни играчи на сцената. До сите оние 5000 гледачи кои што не следат во моментов. 5000 ли имаме? Тоа многу ли е малку ли? Па веќе ти кажам, тоа е колку Повеќе од Заев, сигурно. Па тоа е колку сите заедно на куп и пак имаат едно 40% помалку. И знаеш, едно време имавме една невитешка. Телма е маргинална телевизија, сега нема гледаност, така што Заев оди таму, ние идеме. Ние сме рокстар у политика и знаеш, имавме една велиш витешка борба и јас сакам витешка борба, не сакам да влегувам со уџигер и не кем да правам такви работи. Имавме ни една препирка со тебе, да речено, социјални мрежи. Да. Зашто? Заради тоа што нас ни рече дека сме ВМРО-ски портал. ВМРО-ски куртони, да. Од овој, денеска беше кај нас, не виде кој сме, што сме, како работиме и што работиме, ги виде, ги одговори сите прашања. Го држиш тоа мислење што го имаш? Види, јас со новинари имам, како да кажам, джентлменски отворен пристап. Дури и на оваа, како се вика, што ми вади прескринови, Мери, да, што е насанка да крка крилична Габи, ми пишат да дојдете во интервју на 30, не знам, минути. Викам, ја имам само еден принцип на интервју, да не биде снимано. Да биде во живо. Да биде во живо, затоа што не можат да те сечат лепо. Да, се не снема батерија, да знаеш, ама идеше на друга камера. Така, па добро. Да. Значи, во смисла, затоа што тоа ти дава слобода. Ако ти почнеш да бидеш дрзок, знам и ја да почнам да бидам дрзок. Ако ти држиш ниво, држам и ја. Не сум сега идиот да се караме као некој малограѓе. Значи, во таа смисла, мене ми е подеднакво исто односот. И овие да не маваат под појас, ја знам да бидам джентлмен, меѓутоа знам да бидам и гаден, што би рекол Жижек, пошто ние сме, нели, балканци, они применуваат балкански методи. Така што имам сенс кога гледам тенденција на мавање ниски удари и знам да бидам пис на јазик на такви, затоа што тоа ми е во хабитусот, сум професор по право да реагирам на неправда. Значи, кога ми нанесуваш неправда, последниот спин ке ти го кажам, беше дека левица им прави кворум на СДС. Дента која беше против. Непотребно тотално, фейк ньюс, веднаш се проверува, значи уште за саат време се виде дека не е така. За 20 минути, отколку излезе тоа, за прв пат се гласа. Ама веќе Кромидот го попапа неколку и сега ме сваќате. Значи, во таков случај кога тенденциозно ми се нанесува неправда, да знам да реагирам. На крај крајава, затоа постојат и овие клевети, навреди, пошто не сме светци сите,
но од друга страна не сме и крпа за бришење патос. Така, Да. сега ти да ми инсинуираш, а Пасиев молчи, а ми праќа порака додека држам колоквиум. Како сега ја да го прекинам колоквиумов, за на оваа да и бидам на располагање. И она ми вика, ти си 24/7 пратеник. Па ај ноќеска од 2 јави ми се оти сум 24/7 пратеник. Сепак има некој узанси на деловна комуникација. Океј, не сум можел да ти вратам сега, ќе ти вратам по 1 сат, не е нож до коска, ме разбирате. И веднаш вади наслов, а Пасиев молчи за парите као да ги крадеме ние пари. И сега ти им враќаш со иста мера, ау, ти си непрофесионален. Па да, непрофесионален сум, ти си непрофесионален и јас сум Како се однесуваш со непрофесионален. мене, така е со тебе. Тоа е и тоа реторзија го- и реципроцитет. Така. Тоа треба и на државно ниво да го правиме. Затоа од тој вазалски ја треба да кјутам додека овие те боксираат. Бре мајка. Значи, ако си джентлмен, сум джентлмен, ако си витез, сум витез, ако си самурај, сум самурај. Поштуеме код, окей, се ама не можеш под појас да маваш и да очекуваш дека ја ќе бидам джентлмен. Не, тогаш сум идиот ако ти го дозволам тоа, ме разбираш. И прашањето, последното прашање ми е следно, ама ова е стварно последно прашање, следно. Кажи ми, постои можност за обединување на опозицијата? Со овакви тригери, со овакви одење со глава у зид назај, бидејќи видите опасноста не е помината. Тоа е тоа што плаши. Ова со Бучковски што го праќаат, значи они работат на некоја позадинска агенда, за некои патокази, анекси и слично. Немојте да мислите, они се освестија после ова, дигна рачна, меѓутоа ќе работат и понатаму. Мислам дека има тригер за опозицијски фронт, меѓутоа тука треба неколку, барем 2-3 принципи, значи комуникација, елементарна координација и стратегија. И Значи, како во еден, извини што ќе те прекинам, во еден момент на една пресконференција објасни да се намалат еготриповите кај. И именно, кај сите, особено кај политичките лидери. Значи, земете го искуството од Шарена и од Бојкотирам, кој што еве дале некаков плод. Значи, политички лидер на такви собири не треба да предничи. Да стои во позадина, да предничат интелектуалци, да предничат, не знам, активисти, граѓански, да предничат луѓе од еснав, од јазичари, во случајов македонскиот јазик е загрозен. Значи, оставете ги тие луѓе. Партиите треба да дават логистика, бидејќи сега да не морализираме, протест пред влада сериозен е скапа работа, кошта стотици илјади евра. Некој тоа треба да го плати. Кој ќе го плати? Не може граѓаните да го платат, Да. ќе го платат партиите, ме разбирате. Значи, да, има простор за опозицијски фронт, и понатаму, после падот на овој хибриден режим, мислам дека е нужно, не нужно, туку нож до коска, значи прашање на гола екзистенција е антикорупцијска платформа. Значи ние мора да почнеме да апсиме криминалци. Толку е муабетот, ме разбирате? Значи мора да се направи, римјаните го имале тоа, проскрипции ги викале, кога се договарале триумвиратот, кога го правеле, вадат листа. Овие ќе ги апсиме. До тој степен е работа. Значи, едните исти фаци ние, ајде да не се изразам вулгарно, ние држат државата на дното во Европа. Треба радикално, значи по принцип на блицкриг расчистување во први 100 дена, ме разбирате? Да се отпушат пори на општеството и да тргне оваа држава. Без тоа нема напред. Ако не се обединиме на антикорупцијска платформа, црно ни се пишува. Пасиев ти благодарам, другара Пасиев ти благодарам на учеството во емисијава, им благодарам и на гледачите кои што не следеа веќе час и половина, не знам, мене ми летна времето. Помина. Да. Со ова се гледаме следната среда или четврток, зависно од тоа кога на гостите ќе им одговара да дојдат, дали во среда, дали во четврток. До тогаш, довидување. Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител ке. Затоа ми беше прашањето. Господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање ако може.
Тој отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавна обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.